Чао, 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 другиот дел за сите жени за слобода и цветени за сите жени за слобода ке мото бела либерта. Андреј Битраков, кажи ми, минатата учебна година протера како што протера, започна средношколските протести и се оформи пленумот. Што е она што успеавте да се изборите, што сега да речеме ви дава сила или не успеавте да се изборите, а ви дава сила за оваа учебна година? Така. Конкретно во поглед на барањата ние не добивме ништо многу ветувачки, освен тоа едногодишно одложување на матурата, но ја кренавме свеста на многу од средношколците, со тоа што имаше 23 училишта која бойкотираа наставата, неколку протести со илјадници присутни на нив, и тоа е наш мотив да продолжиме со оваа борба за, односно против лошите реформи во образованието. Кажи ми, наидувате ли на некаков барем слух на разбирање или можеби да седнете и да дискутирате на иста маса или можеби сте поигнорирани и од студентскиот пленум? Во поглед на тоа беа остварени неколку средби, но сепак во поглед на студентскиот пленум сме на некој начин поигнорирани, но ние сме секога спремни во случај да Министерството покаже слух за нашите барања, ние сме спремни да седнеме на заедничка маса и да најдеме некое заедничко решение. Така. Кажи ми, Андреј, што е она што може би ти остави најмногу впечаток од минатогодишните, од учебната година која што помина, од протестите, ти остави најмногу впечаток и од што најмногу научивте нешто за сега, за годинава да го направите поинаку? Најголем впечаток ми остави сплотеноста на средношколците, која што па можеби и на светски ранки е невидена до сега, таков голем број на средношколци да излезат на улица и да се борат за собствените права. А во поглед на нешто што сме научиле за оваа година, не можам да кажам ништо конкретно. Така. Не Ќе продолжите со сплотеноста или? Да, мислам, тоа се знае од самиот старт дека сплотеноста и солидарноста во пленумот остануваат исти. Така. Добро, ти благодарам, Андреј. Лошо годинава не мора на одмор. Туфекџи Симона, дел од средношколскиот пленум, кажи ми што е она што од почетокот на средношколскиот пленум ве држи заедно се уште освен идејата за реформите, има ли, не знам, Андреј спомена еве и сплотеност која што ја чувствувате, што е она што тебе лично ти остава најголем впечаток? Мене искрено најголем впечаток ми остава тоа што сите на држи на води една мисла за дека еден ден ќе имаме подобро образование, дека еден ден нема да мора со спиење по шатори да го добиеме оно што го сакаме, дека еден ден ќе бидеме горди што сме ученици на Македонија, што учиме во македонските средни училишта, понатаму и факултети и универзитети, и според мене тоа е оно што највеќе надржи сите заедно и сите сплотени, покрај тоа што сме сите млади луѓе, претежно на иста возраст и кои што се дружиме меѓусебно и имаме заеднички теми на разговор. Што научивте од спиењето во шатор, значи како начин на протестирање на одредени реформи кои што се прават? Што е она што понесовте како искуство конкретно од кампот кој што беше овде во паркот на новинарите? Значи, највеќе од сите тие 3 недели спиење во овој камп пред Министерството за образование, научивме како да се солидаризираме, како да си помагаме
едни меѓу други и како да се држиме сите заедно дури во најтешките моменти. Тоа дека тоа беше најголемата форма на притисок која им ја вршавме на надлежните, тоа останува настрана. Според мене, највеќе научивме да се солидаризираме и да се држиме сите сплотени и сите заедно. Чувствувате ли поддршка од дали од родителите, дали од возрастните, дали од граѓани кои што едноставно доаѓа и се подпишуваа за ваша поддршка или оставаа донации, дали се уште ја чувствувате таа поддршка и можеби затоа имате поттикнато храброст да продолжите? Да, тоа е една од многуте причини поради која што ние оваа учебна година се враќаме посилни и поодлучни од кога било. Кажи ми, што е она што сега го планирате? 1 септември е многу символичен датум за отпочнување на нешто што беше, а сега во некоја нова форма, веројатно, со оглед на тоа дека се одложија реформите, но сепак се одложија на една година, тоа значи дека вие можеби ќе се борите за следните генерации? Да, видете, таа една година ништо не значи. Тоа значи само дека една генерација на матуранти ќе поминат, ќе полагат матурата по стариот концепт. Тоа на нас ништо не значи. Ние сакаме корените промени и тоа сакаме да го постигнеме сега. Не утре, не за 2 години, не за 3 години. Сега. Добро, благодарам. За нас почнува живот со ново име и нова страст. Сред нешто сиво сме нашле едно цвеќе што расте веќе и цвета тоа в нас. За нас почнува живот од овој час, од овој час. На 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 сека ласка изгуби сјај, ке градам дворој од тишина и спокој, пак има небо што светлина ке дај. За нас почнува живот и нема крај. Се руши сега еден свет, пратни го рушиш и јас. Се слушат тажни птици блес, како да носа дело нас. Ти сега мочиш, мочам јас, а она стага расте кобра, окај сте мој снин, кој крила виси, колена надежда ни дај, колена надежда ни дај, колена надежда ни дај. Што молиш ти знај, ке стане празновни, ке паднат сенки,
i štamake svene cve i tugi racem ke go dobra tvoj odlik no ti ke lutaš kotica vo vrtoplet na ovoj breg sme eve pak no što se sluči među nas pak i starenka drvja zrak predrastel ti i jas a brano teče nosi se ne nosi i nas negde bez strah i nebo na nas se kine za čas koji nam nadežda ni daj koji nam nadežda ni daj Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Tažno mine deno tvoj, noći nosat gradi bol, koliko ljubam jas, mokum sosem sam. Ovde v ovoj dalek svet, želva ima mala jas, dalike te vidam pak, sakam gradu moj. To srce moje ti stojiš kako stražar znam, ti čuvaš spomen, ljubov moja duša, ti si plamenom. Čekam taka sekoj den, nekoj voz da mine mig, či nam ke me donese, tebe gradu moj. Na 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 čuvaj spomen, ljubov moja, duša ti si plamenoj. Čekam taka sekoj den, nekoj voz da mine mig, či nam ke me donese, tebe gradu moj, tebe gradu moj, tebe gradu moj. Ана Марија Милоевич, дел од средношколскиот пленум. Кажи ми, Ана Марија, што е она што сега го имате испланирано, да речеме, за оваа нова учебна година? Доколку веќе сте разговарале, што ви се плановите? Од прилика да разговаравме и сметавме дека треба да почнеме постепено, да почнеме од најнерадикалната мерка и се понатаму да ги радикализираме работите. Ова беше на нашата еден начин символ за почнување за беше прва средба, 1 септември како почеток на нашата учебна година, исто така и нашата следна битка што ќе биде. Тоа само одложиме битката. Исто така не знаеме точно што ќе бидат следните работи, но имаме разговарано од прилика некои опции што можеле да ги направиме.
Кажи ми, дали имавте, мислам, се разбира дека имавте притисоци доста и во јавноста тоа се знаеше, но дали сега кога веќе наведовте дека можеби повторно ќе отпочнете со организација на своевидни протести или трибини кои што за почеток ќе ги има, дали можеби имате притисоци некакви со кои што се соочувате? Без разлика, еве не мора да се политички, може да се и од родителите и слично. До сега искрено не сме имале некој посебен вид на притисоци, иако сега сите од нас очекуваме да имаме тука притисоци и од школите и од дома. Верувам дека некои од децата, иако родителите сакаат да им помогнат и се за тоа, но тие притисоци и тие закани што ги добиваат од школото се многу за нив позначајни, кој типот на нема да можам да запишам да потпишам свидетелство на крајот што беа претходната година кажани и верувам дека некои од родителите беа исплашени и секако се уште ќе има некој вид на притисоци, само до кој степен ќе дојат оваа година, тоа не знаеме, не може да кажеме се уште. Дали дел од тие своевидни закани минатата година се исполнија, дали некои не можеа да добијат свидетелство или слично? Не. Тоа беше најголемиот момент што они и дури да се заканува нема да добиете свидетелства и дури да ни вика нема да ќе полагате ушеднашка годината и се тоа ништо не се деси, се заканува и со продолжување на година и тоа не се деси. Мислам дека со ова само добивме поише поттик оваа година да продолжиме, пошто видовме дека само заканите се само закани и дека не би требале да ги Господа. Кажи ми, што лично за тебе представува да се биде дел од средношколскиот пленум и од ова што сега се случува, односно веќе од оваа учебна година, па сега и во новава? Според мене е задоволство да се биде во средношколскиот пленум, поради тоа што сите врски и друштва што ги имам создадено тука нема никогаш да ги заменам. Тоа што го направивме со кампот, тоа беше стварно прекрасно, бидејќи секој од нас се бореше за иста битка се боревме. Истебевме заедно и научивме како тоа да работиме, дури да сме сите различни индивидуи, како ние со една цел заедно да го направиме тоа и како заедно да идеме кон една цел. И верувам дека можеби оваа година и ќе отвориме таа цел. Тоа е за матурата и екстерната. Се надам. Те промени ли кампот на некаков начин, кампувањето овде тебе како личност те израсна, те зацврсти? Па да, искрено, само ми научи како да бидам по-отворена личност и како да ги прифатам сите што ќе дојдат на мојот пат и дека треба сите заедно, барем тие што се знаеме, дека сме кон ист пат, да се почитуваме заедно и понатаму да гледаме заедно да го оствариме тоа што го сакаме. Ана Марија, ти благодарам.
дали сметате дека ова е нова година со стари проблеми? Не, воопшто нема ни дилема дека тоа е старите проблеми кои што требаше да бидат заклучени со точка уште минатата година, ама изгледа дека сме оставиле само една запирка, да не речам дури и сме испуштиле некои делови од оваа реченица што ние ја правиме во текот на цело ова време, грижејќи се за образованието, грижејќи се, велам во наводници, затоа што очигледно дека тие кои што навистина треба да се грижат за образованието, воопшто не се грижат. Чека да му текне на големиот во некоја негова ноќна сеанса за да им пренесе што ќе треба да им текне ним за да се загрижат заедно за образованието и да го решат. Тие ветија дека во летото ќе има некакви работни групи составени од наставници, професори и ученици кои што ќе работат на проблемите кои што беа истакнати во текот на тоа второ полугодие од минатата учебна година, но тоа ништо не се случи. Една целосна несериозност, едно целосно потценувачко однесување спрема учениците, спрема наставниците, спрема образованието, а на тој начин всушност спрема нас самите, спрема народот, спрема луѓето, спрема граѓаните, кои што не заслужуваат да имаат вистинско образование, кое што ќе може да подготвува личности кои што ќе одговарат на сите предизвици што се случуваат во случувањата што се нарекуваат општествено живење, и заради тоа еве изгледа и она што вчера и денеска се слушна од ова министерство, всушност пак го повторува и го потврдува сето тоа сега некаква си игра, дека тие еве ќе направат некакви напори, одново некакви ветувања, дека сето тоа ќе биде решено. А гледајќи ги овие лажни нивни однесувања и ветувања, зошто да им веруваме и на ова што сега го кажа? Затоа што според мене нивното остварување, што кое што постојано сите лоидите нив ги фалат, изгледа тие функционираат само во тие нивни монтирани, сечени, лепени емисии со кои што ја возвишуваат дејноста и успесите на владата.